12. Вкусување на виното, техника. Прво, зимаме мала голтка, вртаме низ устата, зимаме воздух со малце подотворена уста и потоа го джвакаме виното. Полека го голтаме. Сега ќе ја демонстрирам. Тринаесто, вкус. Што барам? Прво, дали нешто ни смета на вкус, потоа на врвот на јазикот, дали е тоа сладко вино, на страните од јазикот, каква е киселината, на средината од јазикот, дали виното држи или пропаѓа, на непцата, каква е трпкоста на виното, а позади на јазикот, каква е горчината на виното. И каков е вкупниот интензитет на вкусот и какво е вкупното чувство во самата уста. 14. После вкус. Откако сме го вкусиле виното, треба да осетиме дали се уште е тука вкусот на тоа вино кај нас и колку долго трае тој после вкус. Тоа ни кажува многу за квалитетот на самото вино и ни дава една шанса за рефлексија кон виното. 15. Репетицио ест матер студиорум. Повторувањето е мајка на знаењето. Одете назад, повторете. Пак со визуелна оценка, со оценка на аромата и на вкусот. Дајте му втор поглед на виното. 16 и последно, вино и храна. Следете ги генералните упатства дека полесна храна, бели меса одат со бели вина и со розе вино, а потешка храна како црвени меса одат со црвени вина. Меѓутоа, пробувајте што повеќе комбинации, ќе се изненадите како вкусот на виното го менува вкусот на храната и како вкусот на храната го менува вкусот на виното и какви се фантастични комбинации можат да излезат. Пробувајте што повеќе. Една чаша вино, безброј приказни. Зарно се убаво.